Почитувани гледачи, ви благодариме што се на фреквенцијата на М-нет телевизија, најновата телевизија во регионот, односно во Источна Македонија. Вие го следите најновото издание на емисијата Интерактив, регионален магазин. Денеска снимаме во Македонска Каменица и разговараме со доста интересна личност. Таа има доста динамичен живот, започнува како професор по физичко образование, потоа како физиотерапевт и неколку време се занимава со пчеларство. Разговараме со Снеже. Снеже, добар ден и ви благодариме што одвоивте дел од вашето време и ја прифативте поканата да бидете дел од оваа емисија. Добар ден, мило ми е, со задоволство ја прифаќам поканата. Како обичен гледач, што значи зрачењето на нов медиум во Истокот? Па мислам дека е добре дојдено затоа што секој ќе има многу повеќе можност да ги имаме во предвид локалните проблеми, не само на ниво на држава, него многу поблиску меѓу нас да бидеме навлезени. Односно обичниот народ, проблемот на обичниот проблемот народ. На обичниот народ, може некој како мене, да дојде до израз, некој како било дете, едноставно да дојде било кој за било какви проблеми, многу подлабоко во сршта. Така, да почнеме од самиот почеток. Како дојдовте до одлука да се занимавате со професор по физичко образование, односно да студирате на ДИВ? Уште дури бев средно училиште, знаев што ќе студирам, од секогаш знаев што ќе бидам во животот. Секогаш ме влечеле така да речем машки професии, не се машки професии, него пак така посилни професии, кај што е динамични професии, никој пат ја не сум можела да се замислам да работам во канцеларија. И уште тогаш сакав да се запишам на тоа. Како дете тренирав карате од мој 14 години, продолжив и средно образование, факултет. И тоа ми беше скоро единствениот избор. Вие сте доста активни и надвор од работните активности. Мора ли да се има специјални помагала за да може да се тренира превентивно за добро здравје, па и за добар физички изглед? Сепак подобро е да постојат услови, соодветни услови, теретани, фитнес центри, подобро е, но ако нема тие услови, може било кој може домот да биде прилагоден да се вежба, може надвор, може на плошадот, имаме одлични плошади и скали, кај што може по супер форма да се дојде, без да се поседува некои си посебни услови за тоа. Така да јас сум пример за тоа. Јас сум 38 години. Така да знам, свесна сум дека не изгледам на моите години, али Така, сакав да ве прашам како изгледаат вашите секојдневни тренинзи, со што тренирате? Па, моментално немам секој ден тренинзи, не ми е ни дури да ви потребно, тренирам доволно колку што да можам да ја вршам работата како фудбалски судија. Мислам, и да не би била фудбалски судија, пак би била активна, затоа што едноставно се чувствувам, ако неколку дена поред немам, никаков тренинг, никаква активност, се чувствувам изморено, малаксено, така да... Така, кога веќе спомнавте фудбалски судија, може ли да ни кажете за кои надпревари вие судите? Јас имам републичка категорија, тоа е највисока ранг на категорија во Република Македонија. Тоа исто како да имате Д или Е, што се во возачките, највисока категорија, тоа исто, единствено не сум ФИФА судија, но таму поинакви Други се правилата. Други се правилата, да речеме, можеш пак да бидеш најдобар, не можеш да бидеш ФИФА судија. Така да можам прва, втора лига да судам, сум судила, сега многу доста неколку години бевме запоставени женските како судија, едноставно беше таква некои шовинистички, да речем, владетели во ФФМ, така да не ни дава шанса на нас како женски. Како спортски активист, доста време сте поминале на надпревари како судија. Сте држале часови по физичко образование. Како дојде идејата да почнете со масирање на мускулни ткива, односно дали некоја повреда на играч ве инспирира за да се занимавате со масирање? Не, јас сум фудбалски судија од октомври 2002 година. Тогаш бев само што почнав втора година на факултет, пред тоа малку, многу краток период играв фудбал во екипата на Точи, тогаш екипата беше се викаше Викторија, Точи денес е Илјатифа Шиков, фактички е практеник во собранието на Република Македонија. Тогаш, со незе прв пат се запознав подетално со фудбалот, прво како играч. Есента 2002 почнав со семинара, како фудбалски судија, до ден денес судам, единствена пауза
ми беше кога бев бремена со ќерка ми, значи околу година и нешто паузирав и после тоа продолжив со факултетот, продолжив со студењето, дипломирав на факултетот, значи тренерска насока, потоа дипломирав и наставна насока. И после неколку години, значи кога се вратив во Каменица, немаше работа на мојата струка како професор, значи наставник, значи бев без работа, работев се и се што во конфекција, обезбедување, било што. И си правев муабет, значи со моја колешка од факултет, се наоѓа во Скопје, беше четврток вечер, си правиме муабет, кажам идеја да завршам средно физиотерапевт. Викам, ке ме фати најмногу година време, само стручните испити, викам, ке имам опција плюс за работа. Вика, зошто средно има факултет? Значи тогаш беше пред неколку години, значи тоа беше 2012 го правиме тој муабет. И четврток вечер го правиме муабетот, петок сабајле ја одам на студентски прашања, прашувам, викам дали шо како. Ми вика има втор уписен рок, вика за студенти, вика за ворни студенти има слободни места. И вика 5 недели предавање. Тогаш работев Текстил М. И си велам, окей, еден месец нема да идам на работа, ќе идам на предавање. Тоа испадна дека една недела одиш на предавање, една недела не, две одиш на предавање, две не, значи Што ти дават можности ми беше доста напорно, значи беа предавањата попладне, така да прилично напорно беше. Али ете се запишав и дипломирав. Сега моментално работам на таа струка, така да. Има ли интерес од страна на каменичани да ве посетуваат за масирање? Да. Значи, еве, ја работам веќе подолго време, немам за сега некои посебни услови, значи работам во една соба, имам кревет за масажа, значи работам дома, порано одев многу почесто и по куќи, пошто немав услови дома за работа. На почетокот, значи, кога луѓето доаѓа за масажа, претежно кога ќе видат ептен зор, значи кога им беше итно. Али сега се научат, има доста луѓе што доаѓаат и превентивно, значи бил цел ден на работа, стоел се изморил и така да доаѓа на масаж, така да. За опуштање на телото. Да. Исто работам и со лица со мозоч кои преживеле мозочни удари, кај нив значи малце третманот е многу поинаков, им треба значи масажа, пасивни движења, вежби, значи така да. Со секој човек се различна работи. Да, значи сум работела еве со деца со деформитети, знам значи пред 4-5, можеби 6 години, значи дете што не можеше турски се да седи воопшто со колковина внатре, значи еве сега детето тренира фудбал. Да се навратиме на интересната тема. Интересно е затоа што се уште живеат поделбите за машки и женски професии. Како вие дојдовте до идеја да се занимавате со пчеларење, кое што е несекојдневно занимање во нашата држава? Многу се ретки жените кои што одгледуваат пчели. Во мојот живот, значи, никогаш немало машка, женска, значи секој пат сум сакала да рушам стереотипи. Јас сум растена, значи сум родена во село, живеа до 12 години во село, значи сум идела и овчари, сите тие работи сум ги вршела, значи бев секојаш физички активна. Пчеларството можеби е машка професија повеќе затоа што некој пат изискува значи физичка сила. Но еве, јас сум го работам тоа. И еве, не представува проблем, така? Да, не ми представува проблем, некој пат е напорно, ама напорно е за било кој маж. Зимото имав интервју, значи крајот на февруари, дојдоа од Англија, значи девојки што се новинарки, значи работат за списанието на Визер. И јас значи во тоа интервју таму дедов, значи исто ме прашаа дали демек можам шо како. И велам за се што може еден маж да направи, ја можам исто толку дури и подобро од тоа. Така да значи кај мене така, значи треба да работиме за да ги Да, значи еве исто и во фудбалот, значи ја едве чекам прилика да ги трчам фитнес тесто заедно со моите колеги машки што се, затоа што од 90% со од нив сум значи поспремна. Колку пчелни семејства моментално одгледувате? Моментално имам значи околу 60 и неколку пчели, значи пчела што се вели никој пат не ја знае точната бројка, затоа што еве овој период нема никаква работа на нив, не треба да се вознемируваат пчелите, можеби некое пчелно семејство угинало. Така да бројката е околу 65 пчелни семејства. И значи таа бројка имам од оваа година затоа што аплицирав 2018 година, имаш оглас за млад земјоделец за неповратни до 10.000 евра, така да значи јас аплицирав тогаш, зимото имавме одговор на таа апликација. Оваа година го реализирав, значи ги набавив ова опрема, сандаците, роевите, друга опрема што ми е потребна за пчеларство. И така да се надевам дека ќе продолжам успешно да пчеларам.
Така, отприлика, колку е потребно финансиски средства за да се земе една пчела? Затоа што се почнува со една-две, секој почна како тешко. Да, значи јас ова ми е 4-та година правично, значи со пчеларство, значи немав претходно никакви познавања. Значи прв пат отидов на пчеларско предавање, случајно видов на Facebook дека има значи во Каменица пчеларско предавање, значи јас немав тогаш ниту една пчела, никакви познавања од пчеларство, отидов на тоа предавање, заслужав пак наредно. И значи праша, викам, еве дали има колку чини една пчела, да ова она, значи такво за да се купам во иднина. Вика, ние даваме на почетници по една пчела, значи тогаш имаш некој проект, значи на 12 или не знам колку души, значи почетници им дадоа по едно пчелно семејство. Значи моето прво пчелно семејство е од Екокамет, од Каменичкото здружение на пчелари. Тогаш исто разбрав дека претходната година имало значи обука за млади пчелари на Брегалничкиот регион. И така да значи ја го со нетрпение го чекав огласот кога ќе биде да се пријавам за таа обука. Се пријавив и значи следните 3 пчелни семејства јас ги добив од таа обука, пошто ние платевме котизација за таа обука, бевме 18 души од цела Источна Македонија. Од машки и женски не ми текна од прилика, значи застапено исто, значи од македонска Каменица јас бев и уште една жена и еден дечко, значи бевме заедно на таа обука. И сите продолжиме со пчеларство. Така. Кога се добие производот, медот од пчелите, дали има пласман каде што може да се продаде на мало продажба, например во маркети, во оние наши продавници каде што може дали да може се да продаваме во обична продавница. Значи досега не се сеќавам, мислам, еве и поиднина мислам дека нема да се сеќавам за пласманот на медот, само да има мед. Значи порано кажувале ваделе по 20-30 килограми мед, значи од пчелно семејство, но денес тоа е значи невозможно, скоро невозможно ли мора да биде селечко пчеларење, значи да фатиш таму цвета сончулет, ќе ги носиш на сончулет, таму цвета багрем, на багрем ќе ги носиш, после ќе ги носиш негде во шума за значи црмет да фатат. Така да значи количините се мали, оваа година беше многу лоша, значи повеќето пчелари извадија што се вели само за дома, само за себе, значи многу мал број пчелари ќе има и за продажба или за продажба пак на поблиските луѓе, затоа што еве годините се лоши, климатските промени се различни и нема доволни количини на мед. Во текот на годината слушавме по социјалните медиуми, по Facebook, по Instagram, дека се случувало пчелни грабежи. Може ли малку да ни објасните што тоа значи пчелно грабеж? Па за пчелен грабеж, значи луѓето сите што го гледале Ханелен, значи таму сваќаат отприлика да мислат во старо време мислеле еве тој ги пратил пчелите, моите да ми ги убијат. Не е тоа така, него едно пчелно семејство ако е гладно, нема никаква храна, значи тоа по секоја цена бара храна, така да ако најде некое друго што останало што е послабо, значи го напаѓа, му ја зема храната, така да тоа за себе значи мора пчели да мислиме окей, годината ќе биде добра, ние ќе го земеме медот, нели? Што со ова година како ова, кога значи ние мора да ги подхрануваме пчелите за да преживеат, едноставно за да бидат да ја имаме таа бројчина состојба за следната година пак да имаме пчели. Така, кои производи вие ги создавате освен медот? Дали работите на пчелен отров, бидејќи е доста скап и баран од страна на купувачите? Да, значи 1 грам пчелин отров е отприлика околу 30 до 70 евра за грам. Значи во нашиот крај обично луѓето само значи кога користат значи само вадат мед од пчелите и восок, значи заради тоа што мора да имаме сатни основи за лични потреби. Но од пчелите постојат значи други продукти како полен, перга, значи пергата е преработен полен, значи пчелите значи многу такво поквалитетен од поленот. Прополис, значи тоа е значи недобриот природен антибиотик. Прополис, потоа пчелниот отров. И значи денес уште последните неколку години станува популарно апитерапија, апихалација. Апитерапија, да речеме кога имаме некој болно место, можеби зглоб, значи се користи каснување од пчела. Значи тоа влие многу добро. Апинхалациите тоа се специјални кутички апикомори направени, значи тоа е многу здраво за луѓе што имаат респираторни проблеми, што имаат бронхитис, астми, мигрени, значи за спортисти го подобрува белодробниот капацитет, така да тоа е многу здраво, значи во иднина. Планирам сите овие работи јас да ги правам. Веќе со овој проект Млад земјоделец јас набавив опрема за пчелин отров. Имавме демонстративно вадење значи на отров. Така да процедурата е така малце
специфична. специфична, значи не сите пчелари се нафаќаат тоа да го работат, плюс значи уште имам мислење дека пчелата кога мене ќе ме касне било каде, значи таа после умира затоа што ја останува осилото во кожата. Но при собирањето на пчелин отров, бидејќи тоа е стакло со одредена фреквенција жички што пушат, значи ги иритира пчелите. Пчелите боцкаат на тоа стакло, но не умираат. Значи пошто не може да остане, не е кожа, значи тоа е боцкаат и пчелата се останува значи здрава, не влие да продолжува да живее. Кои се твоите планови за воиднина? Спомнавте дека сакате да произведувате пчелин отров. Дали сте размислували токму за правење на вакви комори? Да, значи јас минатата година аплицирав на некои, значи неуспешно, не ми одобрија, значи за апикомора такви работи, значи имам тука замисла, значи јас имам овој пчеларник и уште еден пчеларник, значи на две места ги чувам пчелите, значи размислувам, еве овде кај што, значи ова е да речеме моја фамилиарна, значи земјиште, ова тука, така да сакам значи малце да го направам туристички атрактивно, значи да изградам апикоморот, што значи едноставно тоа може да биде рециклирано дрво од палети, било што, значи не е некоја се скапа инвестиција, мора да има сепак значи посебни инхалатори што ќе бидат едноставно значи да го примаме. Воздухот од кошница на пчелите е многу здрав, тоа е мешавина од полен, матичен млеч, да, претходно го заборавив, матичниот млеч, значи во производите од пчеларство. Тоа кога ќе го проба човек, има некој си вкус, значи благо киселка со соле, значи некој така, али е многу здраво. Така значи исто скапа работа, значи да речеме така да планирам јас во иднина, значи да имам тука апикомора, значи мала куќичка кај што можам јас да преноќам, гости да би преноќиле. Овде има значи вода и оваа страна, значи планирам веќе значи се погрижив околу водата да излезе тука да имам вода. Значи можеби во иднина бив сакала базен да има, значи сите такви работи што така, може ли да ни објасните од што се состои еден пчелин сандок? Да, еден пчелин сандок значи се состои од овој дел, тоа е се извинувам, значи се состои од подница, значи спрат. Овде се првите се два спрата, збек и капак. И изумив да спомнам дека претходно кога ме прашавте, значи обично просечната цена на еден пчелин рој е околу 50 евра плюс минус, али ако сакаме готова пчела, значи през зиме да закупиме на пролет, значи негде просечна вредност е значи продажна околу 100 евра плюс минус значи 80 до 120 евра. Ваков сандак, значи што е овде на два спрата, во продажба иде на 3 спрата, значи чини отприлика околу 50 евра. Така да значи ова е да речеме скап, значи мора или доста години ни се потребни за развој на пчеларството да бидеме големи или мора да добиеме некој проект значи за побрзо да се развиваме. Така јас ти благодарам што одвои време за гостување во оваа емисија регионалниот магазин Интерактив. Која е вашата порака за гледачите? Што им порачувате вие како професор по физичко образование и што сте повеќе физички активна? Да, значи да го користат секој момент во природата, така да значи секоја активност е добра за нашето здравје, да имат некој хоби. Мед значи да користат значи од некој пчелар што го познава, значи битно е каков начин на пчеларење одржува. Значи имаме конвенционален кај што третираат со хемиски препарати, аметраз што е штетен по нашето здравје, по здравјето на пчелите, но мнозинството се уште така пчеларат на одржлив начин и значи јас имам сертификат за органско пчеларење, така да значи убаво е сите пчелари да се придржуваат кон што е можно почисто пчеларење, значи да не употребуваат отрови затоа што не е добро за тие што го консумираат медот. Да се грижат за своето здравје, значи превентивно, а не од после кога ќе биде некој пат премногу доцна. Почитувани гледачи, ова беше животната приказна за Снеже од Македонска Каменица. Почитувајте се пред се самите, вежбајте превентивно, рекреативно или пак можеби подоцна професионално, пред се за вашето добро здравје, а и подобар физички изглед. До следна прилика ви посакувам довидување и ви благодариме што бевте со нашата емисија. Поздрав и секое добро!